по мене ќе има драматични промени. Луѓето не се свесни затоа што сите одеа дизајнирање на веб страни, да речеме така. Веќе тоа не е потребно да го прават, затоа што било кое младо момче од 12 години може со гласовна порака да побара за 5 минути ќе има веб страна направена од некоја од фирмите како ChatGPT. Што го врти светот? Физичарите ќе речат земјината ротација. Раперите ќе речат парите, а рокерите љубовта. А какви одговори ќе дадат неколку успешни луѓе од Македонија ќе дознаеме во текот на овој подкаст. Целта е да научиме нешто од тугите успеси. Јас сум Јована. Подкастот е поддржан со податоци од Здруженијето за истражување и анализи ЗМА и продуциран од Клип Медија. Оваа епизода е поддржана од активноста на USAID за млади кои активно создаваат можности. Зборуваме за вработување и за тоа како од млад човек кој работи неколку работи до успешен предприемач и собственик на неколку компании. Со мојот денешен соговорник Дарко Велков. Здраво, Дарко. Здраво. Како си? Одлично. Супер денеска, се надевам ќе имаме многу паметни работи, се кажеме. Добро, може некои ќе бидат повеќе паметни, некои повеќе интересни, ама генерално она што мене ми е интересно кога ќе ја погледнам твојата кариера е дека во 2003 година, јас конкретно имам 11 години, некој уште во пеленија денеска работи и не гледа, а ти почнуваш со еден од првите дигитални бизниси кај нас, вработување.com.mk, односно онлайн барање на работа. Баш така, тоа беше една иницијатива на млади луѓе кои сакаат да променат многу работи. Промената тргна од маката, конкретно во тој период, тие 90-ти години, значи оставија големи последици кај многу семејства. Едно од тие семејства беше и моето, и конкретно татко ми буквално банкротираше и остана без работа и све, нели што не треба се случи во тој период, како на повеќето фамилии. Не знаев како да му помогнам, не знаев што е систем, нели, ја во принцип секогаш сакам да размислам да направам, ама трајно да трае, да има систем што викам и кој ќе има постојаност. Така да сакав да направам нешто што ќе биде постојан извор на информации, да може да помогне и на него и на повеќе луѓе. И дојдовме до веб страната вработување.com. Како изгледаше тоа во 2003 година кога беше ја регистрираше да. Јас ми треба фирма на интернет. Ние 2 години пред тоа ја спремавме, што е најинтересно, значи не е дека тоа било, не беше прилично добро спремен проект и успеавме да направиме нешто што не земавме искуство од надвор. Значи сами го дизајниравме, знаевме дека има надвор, малце се подкрепивме со некоја информација, ама гледавме локално како да биде user friendly на некој начин. И ја направивме, па нели логото какво ќе биде, па сите тие предизвици беше многу интересно. Дури локално можам да кажам, еве локален термин избравме. Тоа ми е една од најголемите грешки, требаше можеби интернационален, да. Jobs или employment. Да, еве совет за сите што прават нешто, направете го интернационално. Иако е успешна, многу успешна приказна вработување, ако ме праша некој кај ти е една од најголемите грешки, тоа ми е. Што избрав да бидам во локална територија, а можев и имав потенцијал да бидеме на многу повеќе држави, да речеме. Сега, кога ќе кажеш вработување на странец, он не може да го изговори, а камали да... Па дури и кирилица сакавме да биде, ете македонскиот, нели, кирилично беше со фонт, со све, многу убаво беше логото. Имавме позитивни бои, портокалови, се сеќавам со бело. И така имаше многу интересни случаи. .com никој не разбираше што значи, нели .com бизнис е, да речеме. Да. Што нас ни беше идејата да создадеме дигитален бизнис практично, кој што ќе проложи во нели некоја иднина кога понатака. Кога разговарав, еднаш ми кажа кога сте го регистрирале, точка со букви го запишувале. Буквално така не запишувале, да, тоа беше како тоа се случи. .com пак, мислам, беше баш, имаше многу забавни моменти. Ама сето тоа не мотивираше многу. Значи да дојдеме од 20-тројца на ден посета, од еден систем кој што претходно бил во дневник, мораше да има
оглас. Тоа сакав да прашам, во тоа време како луѓето ги навикнавте да го користат вработување .мк, веројатно затоа што им давало некоја надеж дека ќе најдат работа во време Така кога е. тоа го немало, ама сепак треба и да ги научиме, нели, Еве се што е ново ќе бара кажам учење. уште една интересна работа која го кочи уште повеќе тој бизнис. Значи од тогаш има закон кој што вика дека секој оглас на јавна администрација мора да биде објавен во печатен медиум. Печатени медиуми скоро и да нема веќе. И сега некој го користи тоа за да финансираат вестници, тоа трае од 90-ти години навака. Еве да речеме, што значи дека се уште не се дава подршка на онлайн бизнисите, но како и да е, ние успеавме. Приватниот сектор се наметна. Дури во 2005 година имавме и ние печатени изданија и на македонски и на албански. Се сеќавам во тоа време со Тоа и време. мене ми беше прашањето зашто да нема, нели, печатано издание. И го па. направивме и тоа дури. Во 2005 имавме и во време додаток и во Лајм имавме и на албански. За жал поддршката од Лајм беше сакаа да ни помогнат, сакаа, ама не можеа финансиски да издржат колку што, бидејќи немаше побарување во тоа време. А ние го направивме тој систем со кол центар, со телевизиски емисии, се викаше вработување берза тогаш 2005-2006. Беше стварно. Би сакала да речам стварно дека сериозен памтам, ама проект. не памтам. 17 барав. месеци по 2 емисии на ден имавме. Тоа беше буквално нереално. Ја од студио Турба. не излагавме од студио. Буквално. Добро, тоа е плюс, затоа и те викнавме вака меѓу првите, барем праксата Добро. постои. Ми кажуваш за времиња кога имало по 2-3 посети на ден, за разлика од Да. денеска кога има многу повеќе, и за моменти кога и не одело се така едноставно и лесно можеби, што работеше тогаш, затоа што од нешто мора да се живее и многу предприемачи се откажуваат во моментот кога не оди најдобро, зашто немаат приход. Јас од мали години имав некои предприемачки компетенции и мислам тоа веројатно татко ми го препозна уште пред да се случи тоа што не го посакувавме. Он некако ми дозволи од мои 14 години, јас сакав да работам, сакав да допринесам, не знав како да помогнам дома. И у тоа време што можеше, нели, можеш во кафич да работиш, можеш во гостителство и слично, и јас сакав, ја немав проблем. И се сеќавам со на Масевски син му, заедно учевме, заедно седевме, Масе, викам, време е да почнеме да работиме. И Соме имаше Тоа е денешниот продуцент. Или братот негов. братот, Да, добро. заедно учевме во исти класи во средно. И кај Соме се вработивме во бившо Кристијан, се сеќавам. И тоа ми беше некое прво работно искуство, да речем, и запознавање со некаков свет, нели, на побарување во тоа време. Потоа исто така и летниот период не сакав така попуста да му иде, ама татко ми више посеќаше дека доаѓаат лоши времиња, ме викна и ми рече време да бараш работа. Знаеш дека тешко ќе биде, ќе ме разбереш некојаш. И сега па как бледо се снели, буквално морници ме пројдоа тогаш и реков чим вака ми кажува нешто сериозно доаѓа. И тоа лето се сеќам дека најдов работа со негова помош во Грција ми најде работа кај негов пријател да берам помаранџи на пример. Што е едно искуство кое можда и немам потреба да го кажам, ама немам ни потреба да го скријам. Што најинтересно затоа што тогаш научив како се стане во 4 сати, како да се спие сам во фабрика, а спие во канцеларијата на газдата. А околу мене 2 километра празно и црна темница. Немаше мобилни телефони, само паралела да направим, имав една Тоа мала само за лампа и книга. родителите, сега Само и за да како разберат. родител, нели, нема каде да ти се јават да те Немаш, побараат, не. Значи туку одев 2 веруваат дека си километра, добро. пешачев 2 километра низ црна плантажа, за да стигнам до телефонски говорници, за да се јавам, знаева они во 8 саат навечер, идев да вечерам, ќе се јавев во говорница и се враќав дома, односно во канцеларијата и читав книга додека не ми се приспие, а би се приспиваше одма бидејќи стварно до 15 до 8 работевме, од сабале од 4. Значи тоа ми беше и сега што сум можел тогаш да работам, сум можел да бидам нели записник да водам некој, да бројам гајби или така физички работи, помагав, но сватив дека сум се наметнав некако како добар ученик, знаев добро да рачунам и се наметнав кај луѓе кои што
една цела групација беа само за работа. Добра, ама тоа сигурно помогнало, од друга страна сигурна сум дека тоа искуство не изгради многу. влијаело и на тоа да се одлучиш за дигитални бизниси, кај што луѓето се поврзани, полесно се доаѓа до информација. Првите пари ги, да речеме, посериозни, тогаш не ни сватив колку пари се. Значи, кога дојдов дома, само татко ми рече: "Терај, направи нешто со нив и купи си нешто, знаеш, за да се сеќаваш." Ти релативно млад почнуваш и со се и со самиот бизнис, почнуваш на некој 26-7 години, така. Дури и пред тоа бев, значи ме праша што работев претходно за да можам да издржам. Јас на мој 22 веќе работев. Значи работев во една фирма која што беше представник за фарби за боја, на пример, за коса, за Во фризерски салони, например, се дистрибуираат. Тоа бевме представници на Кадус козметика, мислам, на прилично со Порше дизајн и слично. И ја многу, да речеме дека немаше фризерница во Македонија која не ја посетив со кола, на пример, уште тогаш 23 години. Потоа станав директор на Сенџор школите за јазици. По одреден период и партнер станав. И дојдовме до момент кога имав дури 40 луѓе под мене во некоја фаза на мој 24-5 години. И зошто се откажа и се одлучи за нешто друго во таква позиција некоја? Па тоа е она што го кажав, ја не можев дома да помогнам. Таа болка ми стоеше, финансиски може да помагав колку што можев во тој период. Ама мотивација кај најголем дел од предприемачите доаѓа од тамо, од фамилиарните потреби, да знаете. Значи не можеби не е толку за пари колку е како да се помогне во фамилијата. А што се случи кога на таа ситуација се додаде фактот што ти стануваш татко, имаш деца, не знам колку години беше, ама 29-30 веќе тоа. Те измотивира дополнително или значи не знам, некој вика сигурна работа, најди си, татко си сега и терај се, а други луѓе па контра. Сега ми е време да создадам за децата. Како? Од тие сум вторите. Со тоа што очигледно. Преодот, значи од јас имав супер работа, супер заработував, но се откажав од тоа и се фокусирав на вработување. Значи веројатно имав нешто заработено и бев свесен дека секој предприемач знае дека одеднаш не можеш на 2-3 места да седиш. И мој совет до сите, ако веќе направат 2-3 работи, го направат тоа кога една работа ќе стане стабилна. Да има еден стабилен бизнес што стабилен инкам кој што доаѓа, за тоа ми треба сигурно 10 години, морам да кажам. Затоа што таква беше мојата индустрија. Никој не знаеше што е вработување, што е посредување при вработување. И сите тие, да речем, предизвици ги проаѓав и ги кршев сам, без некој пред мене како фирма да го помине, со закони, со инспекции. Тука има и регулативи и сето така тоа да се смени е многу тешко. Мене ме интересира во тој дел што е поважно во бизнисот со вработување. Да ги имаш вработените на едно место, значи да бараат работа кај вас, па ќе дојдат компаниите, или обратно, да ги имаш компаниите, па секако вработените ќе бараат работа. Ова како јајцето и кокошката компарација, ама... Значи, ако се вратиме се во различни периоди, различно е некако, ама тој период кога веќе вработување станува некаков препознатлив бренд, да речеме, ние во тоа време, бидејќи немаше посети, инсистиравме да имаме што повеќе апликанти. Бидејќи собствениците не го гледаат сериозно дел од бизнисот ако нема апликации, така. Од друга страна сите викаве си имам ја политички партии, нема проблем. И такви некои предизвици, но и многу од нив се смеја. Кои што се центри за вработување? Во тоа време беа многу влијателни. Но дури се сеќавам и кој имавме вестник, дури успеав и Заводот за вработување да се рекламира во нашиот вестник со една цела страна позади. Не разбраа во тоа време, да знаете, и тоа беше баш она супер челендж кој што и они разбраа големината на тоа што го правиме и ни дадоа поддршка во еден период, но потоа свативме дека дигиталниот бизнес мора да биде примарен по тоа што го правиме. Повеќе ни треба апликации и сега веќе потоа компанија имаше еден период и сега па се враќаме на апликации. Тоа сакав да прашам, како се смени, затоа што
почнувате во едно време каде што многу луѓе бараат работа, им е многу потребна, а треба нели како што кажа да се обучат тие луѓе, дека можат да најдат преку интернет, па потоа кога веќе знаат, многу аплицираат преку интернет и сега сме во ситуација каде што се бараат работници. Во средина, работници. кога многу аплицира, многу од сопствениците мислат дека тој период ќе трае безгранично. И не им одговара на нивните апликации. Тоа, да речем дека не е добро Како за... некој малце бахато однесување. Да. Денеска им враќаат. Буквално не викам дека е тоа добро, ни тоа не беше деловно, ниту па ова советам дека е деловно. Значи, деловно е секој да остави впечаток и сопственикот и тој што аплицира да остави впечаток бидејќи некој памти. Значи, не можеш да аплицираш, оставаш име и презиме и да не се најавиш кога нема да дојдеш на интервју. Тоа е моменталниот проблем. Не е луѓе професионално. аплицираат и воопшто не доаѓаат? Да. И сега тоа е сега бахатост од оваа страна, да речеме, што не ја советувам, затоа што ако сте аплицирали, некој го памти тоа. Оставете деловен впечаток, оставете си врата, некогаш можеби пак ја аплицирате. Не Да, можете барем да знаете. телефонски повик, Бидете тоа е професионални, барем. кажете денеска навистина не можам да дојам, можеби во следна прилика најдов подобра работа или шо и да има начин како тоа се прави и добро е за нашиот деловен свет од двете страни да остане таква една зрелост, нели? Да има добар однос без разлика дали ќе заврши Да. ќе заврши дејтот со брак во случајот Дали ќе се вработувањето со земат работа. страни? Да. Дали ќе се земат страните, не се знае никогаш. Добро, сега затоа што секој си бара малку подобро платена работа, јас разгледував и некои интересни работни места или позиции кои што во светов се исплатат, а никогаш не би ни текнало баш таму да аплицираме, барем мене не би ми текнало искрено. Ама еве, неколку од нив ќе споделам со тебе, па сакам да ги коментираме. Ќе ги поминеме малку побрзо, па ќе видиме има неколку интересни. Ова ми се свигаше food stylist. Браво. Ова е човек кој што прави храната да изгледа добро во време кога не знам, им треба реклама или некаков постер и слично. Не е фотографот, не е човекот кој што е вработен, не е шефот, туку стриктно најмен за таа работа. И тука буквално онака ги дошминкуваат храната, па ја спремаат. Што нема да измислат. Одлично, многу добра идеја. И ова е околу 63.000 годишно, што е како доаѓа нешто повеќе од 5.000 месечно. Месечно. Заработуваат од стилисти за храна. Што се? Супер. Мада на вистина како изгледаат јадењава на видеото, баш ти се пријадува кога ги гледаш, така да веројатно и носат пари. Да, не е случајно се толку платени, нели? Ова ми беше мене интересно и ова предпоставувам постои кај нас, dog food taster или некој што ја пробува храната за кучиња и заработува меѓу 40 и 73.000 годишно за да пробува храна за кучиња. Браво. Малку е језиво. Имам еден пријател, humans. клиент кој што сега ќе отвори во Грција баш за храна за кучиња и баш ќе го прашам дали има тестер. И колку пари? Колку пари ќе оплати? Дали ќе Ова биде? е многу интересно. Да, можеби луѓе ќе почнат да одат во Грција повеќе. Не, сигурно они ми се јави и дека ќе работат тука, ќе го прашам, ова е многу интересно. Да, ова беше интересно и она што го дискутиравме дека нас не изгледа дека не е убава храната за кучиња, ама предпоставувам дека и не е така лошо зашто се прави од Не, храната за Месо. кучиња, веројатно и за мачки, ако е, мислам дека и тоа е сепак месо, не е дека може да изгледа нели кафено, сме ја гледале некако така ние замислена. Али ако сакаш ќе споделам една приказна, нема да именувам фирмата, многу позната светска компанија. Финансискиот менаџер ми е советник канаѓанец и ни кажуваше дека ги натрал да јадат сите да ја пробаат кучешката и храната за мачки. Ако сака да работат во фирмата, мора да ја пробате на менаџмент состанок и да видите што продавате. Да видите дека ова е здраво и дека нема шанси да продаваме ни на кучиња, па ако луѓето не ја пробаат да видат дека и за нив е добро. Па Така добро, ама да, тоа ова- веројатно им помага во продажбата, затоа што сигурно си викаат луѓево па чим ја пробал човеков што ми ја продава храната, значи за Да. моето куче сигурно исто така ќе биде во ред. Откачено беше. Луѓе што мирисаат тоалет хартија
И целта е не да утврдат дека добро мириса, туку да утврдат дека нема апсолутно никаков мирис. Неверојатно. И понатаму Тоа не има се. и оние кои што работат нели мирисаат парфеми, дезодоранси, она Да, тие ноут, се- ние замислуваме само за француски парфеми, ама имало и за дезодоранси и за се останало. Има и такмичења каде што нели винските сомелиери, да речеме, има блайнд чаши, со затворени очи и такмичењето он треба да утврди кое вино е, од која берба, кој тип на вино и слично. До тој степен имаат развиен осет за мирис и да утврди, значи тоа се компетенции. Да. Значи ако имаш такво чувство, ти имаш одлична работа, значи не е. Така Ако да имаш и добро такмичење чувство има, за- за да сум чул. Па верувам дека има, ама ако имаш добро чувство за мирис, може сомелиер, мирисач на тоалетна хартија, Но, парфеми. Ова е фейс филер или некој кој треба да го пипкаат лицето на луѓето за да проверат дали и каква е текстурата откако ќе нанесат некаков козметички продукт, на пример крема или пудра или слично. И буквално само ги галат луѓето, не пробуваат креми, туку ги пипкаат луѓето што пробале. колку љубов има во тие раце. Добро, ова е некој што масира веројатно. Да. Ова е човек кој што гњури во реките, каде што Да ги паднале земе голф топчињата. топчињата за да ги земе. И Неверојатно. заработува доста, ама затоа што тоа е многу опасно бидејќи често се игра околу езера кај што има крокодили, така што не е најдобрата професија. Тогаш премалце ги плаќаат. Тогаш и до малце, 34.000, ова е Ама мислам дека ги препродаваат и топчињата, можда. бидејќи може да се исчистат и да се препродадат. И ова Неверојатно. мене ова ми се допаѓа, јас само ова мислам дека би го работела од тука. Некој што пробува water slides, ние тобогани. Мислам сега дека имам дете, па може затоа сум во тој филм, ама мислам дека би го работела. Ова не и малку ми се граничи со претерано интимна работа, ама професионален гушкач. Оди и ги гушка луѓето, наводно нема ништо надвор од тоа, ама само ги гушка и како ги разбира ако им треба преградка. Ова некој погрешно ќе освати сигурно. И се слагам, затоа и мене ми беше Колку $85 саат? до 85 саат. 40 до 85 саат. Па добро, ама саат Неверојатно. време некого да гушкаш. Кај нас има вакви сигурно многу пациенти. Така да. Што ќе се јава за гушкање? Добро. И тоа е интересно, мене ме интересираше затоа што голем дел, пардон, ова тука ќе го ставам, нека седи за понатака, голем дел од луѓето од овие професии не постојат во Македонија, ама сигурно Така е. има некои професии кои што не очекуваме, а се доста добро платени. Барем една споделиме што на вистина постои. Што е различна, а што е добро Што не би платена. очекувале дека е добро платено. Не мора ни да биде толку различно. Види, вака ќе речем дека многу чудно се развива пазарот во моментот. Значи има луѓе што се премногу платени и луѓе што навистина треба да бидат подобро платени, немаат високи плати. Се што е со дефицит и веќе нема кој да го работи, ќе биде многу платено. Еве сега да земеме да нема се затнала цевка во канализација, ако нема кој да ќе платат све што е потребно за да се одглави тоа, нели? Така да не знам, заварувачите од секогаш има чудна професија, тешка професија, ама се многу добро платени. Значи од 50 до 100 евра зависи кој тип на заварување на саат е тоа. Што се некои чудни, А оние тешки што ги професии, ама проверуваат автомобилите грешка во серија, Да. сигурно е висока Имаме- компетенција. Јас сум отворал повеќе фабрики, значи со тимовите со кои што работиме. Еве интересно е тоа што можда каблите тие што ги местат ни бара жените да имаат мали рачиња за да може да ги направат каблите полесно, Јас нели? нема да поминам, ама добро. Имаше Некој ќе побарување, има среќа. нели, далтонисти има многу без да знаат, луѓе се пријавуваат. Дури многу често ни се случува луѓе да не знаат дека се далтонисти. Да мислат дека тоа е нормално. И кога ќе направиме тестови со боја, бар они знаеле да кажат, ама јас стварно не сум знаел. Ние утврдуваме дали некој продолжува понатака или не. Еве вакви работи, мали рачиња, не знам, сите чудни работи. неочекувани.
Дури на граница ќе си речеш со дискриминација, ама реално не можеш да ја работиш таа работа ако не гледаш боја, а се бавиш со бои или Првото нешто побарување кога почна агенцијата, се сеќавам, беше Мене ми е малку онака. Ни дојде еден господин, нема да го именувам, сите бев му шок. Буквално хороскоп, не знам, у тие денови да е роден, со тој подзнак, мислам беше драма беше после тоа, не знае, боже, викам, можно ли, викам, како да го најдеш сега, нели? Ама вие имате у база, бе, така, ама не е така, нели? Сега ја кој од нас знае подзнакот кај му е. Ниту сме ние супермени да може тоа да го направиме. А во колку саат сте родени? Да ги прашувате во колку саат се родени? Може би па да има некоја програма да го пресметува тоа. И тоа сме виделе, баш така. Колку имаме дефицит кај младите вработени? Затоа што ние во Змај правевме една анализа која што вика дека младинската невработеност, односно вкупниот број на млади невработени, се намалува и тоа за 17.000, што вака ни звучи како одлична бројка. Меѓутоа, кога ќе се спореди со млади вработени, и таа бројка се намалува. Ако во 2009 била 129.000, денеска е 111.000 млади кои што се вработени. Дополнително имаме огромно намалување кај младите кои не се активни, не бараат работа. Тоа обично бидејќи се опфаќаат од 15 до 24, тоа се млади кои што студираат, можеби уште се во средно училишта. Тука имаме намалување од 50.000, што значи дека до прва нема да ни доаѓаат млади луѓе на пазарот кои што би работеле. Баш така, не се во држава, толку е. Всушност, целото оно намалување кое што го гледаме и раст на платата многу е повлијано од фактот што ние немаме млади, односно имаме многу намален број на млади. Многу индустрии нема да може да преживеат за следните 5 години. Сега форматот на емисија можда не е толку сериозен, ама мора и тоа да го кажеме, нели? Ама тоа е реалноста, да, затоа ја направивме анализа. Еве земете просек во рударството, ќе видите колку е просек на година, над 55 години, Така. Значи ако нема млади да работат во рударство, толку е. Една од попитните гранки во држава. А немаат рударите бенефициран стаж? Ова е нешто без разлика, никој млад повеќе не сака да биде градежен работник. Никој не сака да работи на земјоделие, не знам, негде. Кој млад сака да вози трактор, да речеме, или да седи на 50 степени. Повеќето би работеле на лаптоп или у канцеларија. Затоа што сега и тоа е опција и верувам дека не сакаат, ама можеби ќе биде заменето дел од таа работа со некаква механизација. Еве тоа се случува во реалноста е сосема друга. Значи, не направивме средното стручно образование да биде доволно атрактивно да ги задржи. Вториот момент е јас како би направил, не кажам кој не направил и кој направил, не ме интересира, но јас како би направил, ако ги земам, да речеме, скандинавските земји, од 15 години до 18 години инсистираат младите да имаат пракса која што мора да ја поминат во нека компанија. Имаат право да работат. Па мислам дека имаше нешто такво и кај нас. Да, ама знаете кај е проблемот? Ние една фирма, ако треба да земе некој млад, а треба да ги плаќа сите придонеси, нема да го земе. Да бидеме реални. Ако му дозволиш да плати само 11% персонален, веројатно, ќе го земе, затоа што има некакви придобивки. Двете страни добиваат. Компаниите ќе добијат, веројатно, некаков практикант, а младите луѓе ќе добијат можност да создадат некакви работни навики. Значи, не се работи за пари. Пензискиот фонд ќе пропадне. Ниту родителите не разбираат. Значи, проблемот е што сите ги тераат, ако не те плаќа, немој да одиш и такви мавети. Да, тоа Јас сум работел без пари многу. Тоа сакам да кажам. Што би направил ти и што си направил кога си бил млад и си бил во време каде да почнам? Со сила сум работел, па макар и за без пари. Ја ви кажам, затоа што тоа е најдоброто нешто што успеа да ме изгради како личност. Значи, тоа ми помогна да создадам социјални кругови кои не сум ги познал претходно, значи да имам пријателства на сите нивоа, ми помогна да изградам работни навики, да сватам зошто треба да станам во 8, например, рано и зошто треба да сум облечен и во 8:01 минута веќе спремен да работам. А 15 до 8 да бидам таму за да почнам да се подготвувам. Да не пијам кафе до 8:20, него веќе да сум го поминал тој период. И така натаму и така. Сите тие работни навики ми изграделе како деловна личност која денеска навистина стварно имам здрави навики работни. Можам да кажам дека тоа ме направи
и флексибилен човек, и разбирлив, и мудар, и зрел и слично. Јас се сложувам во Советувам младите да Да. бидат што порано, макар и за без пари. Започне. Па мислам дека сега има можности некој за пракса со 12.000 денари, кое што е блиску до мојот прв хонорар, ама тогаш нели цените беа пониски и сето тоа, ама е сепак добра можност да се почне со нешто. Со тоа што ги поддржувам нели во желбата за повеќе, Така е. затоа што нормално е да сакаат повеќе да Има една заработуваат програма што и да се одлично- осамостојат. Одлично функционира, таа морам да ја пофалам, пошто многу години и самиот ја користам, каде што нели од Заводот за вработување бираш кандидати и тие кандидати ако сакаш ги задржуваш, а период на пракса, односно на проба е некои 3 месеци го плаќа државата. Тоа е феноменален проект, да знаете. Немам вработен во мојата фирма кој не прошол на сличен начин. Колку Значи, брзо сите се што напредува дошле- таа пракса, затоа што не знам колку има на младите проблем, значи дел не сакаат тоа што го кажувате, не сакам да пробам за толку, па дома им викаат јас ќе ти ги давам и така натаму, има секакви Моментот луѓе. кога дома го кажува тоа, буквално ја убиле надежта на детето, да знаете. Да, Кај е затоа што проблемот? ќе ги дава таткото, да, ама работната навика и сето тоа можеби и не може да Така му е. ја даде, а утре ќе заработува Значи за без многу пари повеќе. треба да оди. Верувајте ми, месец, два, три, тоа дете ќе научи толку многу, толку пријателска да ќе изгради. Тоа ми е во дали се животот ќе месец, се- два, три или некои компании очекуваат дека долгорочно, затоа што за месец, Не, два се ако учи некој секоја работа. манипулира, тоа веднаш се гледа. И ајде да речем дека скоро и да нема веќе такви корпорации. Верувам Сериозните дека- фирми не го прават тоа. Сега буквално кубура за добри луѓе. И стварно би направиле се, но имаат право да видат дали некој ќе се докаже. Стварно И имаат право. оваа Затоа е можност од фер баланс. пракса, да. Фер баланс, знаете. Ако некој манипулира, нека си одат. Еве истото би советувал. Ама А како да знаат каде да почнат на пракса, каде да речеме побргу би напредувале, или па да биде тоа нешто лично што го сакаат, па ќе напредуваат. да, секогаш тргнуваат, има две работи. Секогаш тргнуваат децата што можеби сакаат и што родителите им сакаат, нели? Тоа се различни процеси, ама да речеме сега ако мајката сака ќерката да биде балерина, нели се инсистира да биде така, што е многу погрешно. Родителите мора да ги слушаат децата. При тоа не треба да дозволат, ако некој дете е добро за општествени науки, треба да го форсираат да биде во општествени науки. Ако не го бива, кажи му веднаш. Или упати го тама кај што гледате дека има јаки страни и јаки компетенции. Како брзо се менува тоа ако да речеме во нашите генерации најмногу на цена, па и денеска да кажеме, меѓутоа стварно беа на цена програмери и слично. Сега се повеќе гледам се бараат добри менаџери, а никој веќе не одат толку многу млади на економски, многу повеќе отидоа на финки од причина што веруваат дека ќе имаат повисоки примања. И веројатно. имаат, реално, тие што се вработени имаат од некој повеќе од некој просек, но со четвртата индустријска револуција работите се сменија, а таа е ChatGPT и вештачката интелигенција. За среќа имам фирма која што е баш во тој сектор, една од фирмите, и многу лесно можам да видам што ќе се случи и каде ќе се движат работите. И каде ќе се движат според тебе? По мене ќе има драматични промени. Луѓето не се свесни затоа што еве обичен пример да земеме, сите одеа дизајнирање на веб страни, да речеме така. Веќе тоа не е потребно да го прават затоа што било кое младо момче од 12 години може со гласовна порака да побара за 5 минути ќе има веб страна направена од некоја од фирмите како ChatGPT. Веќе не е ни само таа, него има повеќе. WordPress дизајн, нешто да, такво направи ми базично. веб страна да биде плава со 4 банера од страна, да има open source и така натаму, нели сите тие работи. Сакам тој програм, сакам таков срч да има, тамо да биде поставен, го добивате за неколку минути. Практично ќе треба некој што знае да комуницира со робот. Па ќе научат, не, тоа е прилагодливи се луѓето. Луѓето се баш еден сериозна алатка за која може да се прилагоди на секоја ситуација. И сега нема сите генерации да се прилагодат, но да се вратиме што ќе се случи, нели, За овие професиите. што сега учат Еве и се една прошуваат. професија што сигурно паѓа у кантаве, да речем. Може Не нема знам, да е ваканта, може би веднаш, нема, ама ја мислев дека тоа ќе се случи за 3 години. Тоа е веќе реалност во моментов.
Јасно. Значи, од излагањето на ChatGPT, веќе може со гласовна порака да се направи веб страна. Значи, можда компаниите уште нема да дознаат. Сака може би да се јави тој што ќе треба да објасни за клиентот како да изгледа, да се убедува. Јас пробувам нешто со ChatGPT, некогаш некој не е само да не рекламираме, да. Значи повеќе се веќе. Има повеќе алатки, ама еве конкретно правиме некои обиди, дава одредени работи во ред, ама треба да бараш повторно ќе треба некој човек кој што ќе се посвети на креирањето. И тоа е модел кој што постојано ќе работи и ќе се подобрува. И во еден момент веќе нема да бидеш потребен. Да. Мислам не ти или јас, само. Just a matter of time, тоа сакав да кажем. Некои професии проблемот ќе биде што луѓето не го гледаат тој чекор однапред. Значи, они треба, ако веќе тоа се менува, одма баре друго нешто. Значи, треба го предвидиш, треба да најдеш друго. Многу, драматично многу професии ќе ги снема. Нема да ги снема вечер, ќе ги снема за 3, 5, 7 години. Ама и не е така далеко, што се 3 години? Најголем дел од нас ќе работат за 3 години и веќе или 5 и мора да се приспособуваме кон тоа. Кога сме кај работа и плати, сакав да провериме кој од нас каква плата има според моја плата. Може? Интересно, ајде. Значи, моја плата е алатка која што е направена од тимовите, за да може да секој вработен да знае каде, во кои рамки е неговата професија и тоа ќе му помогне ако сака повеќе може да одбере друга професија, па да се доедуцира. Ние сакавме буквално да направиме алатка која што ќе го пренесе на друго ниво приватниот сектор. Значи, ако јас работам во банка и сум добро платен, можам веднаш да истражам колку е просек на другите плати и да видам. И да размислам дали сум на добра позиција. Ако ми фалат некои додатни компетенции, јас ќе ги направам тамо. Да, ама и имаш некоја цел каде да стигнеш и колку е реално да речеме во... Да, и интересно е тоа што... за твојата главен извршен директор или топ менеджмент е меѓу 41 и 153 илјади денари платата. Да, 10% заработуваат повеќе, 10% помалку. Тоа не е лошо, ама со 40.000 помалку има извршени. Веројатно без бонуси е тоа, затоа што варијабилниот дел во менеджментот сега веќе скоро во секој менеджерски договор е стаен. Па тоа и јас го гледав. Да. И мислам дека моја плата и тоа го покажува. Секако, тука е направен многу интересен систем да ако некој има например 10.000 евра и он го стави тоа, софтверот го одбива како редок случај го трга и не го зима како просек, да. Така да ги зима во просек сите оние кои што се по професија над 5, а немаат токави екстреми и он го прави просекот од нив. Варијабилата многу така често... и средна плата се. Така е. Одличен продукт е тој е продукт од едни наши партнери од Полска. Сакав да видам, извини за Тони колку би заработувал или некој од операторите може. На камера, платите се 17 до 38 илјади, ама верувам дека во одредени индустрии нели има она нередовна работа која што може сигурно сум плюс да донесе. Апсолутно, камерманите пошто се ретки, ја верувам дека има многу побарување за работа и надвор од платата дека има доста особено кога проекти. Се квалитетни. Така е. Дарко, што се однесува до лични финанси, во даден момент кога имаш и семејство, не само ти, секој од нас, а почнуваш и одреден бизнис и гледаш дека му трга, како одлучуваш парите што се заработени, каде да ги насочиш? Дали кон семејството, кон домот, или да потрошиш нешто да купиш за фирмата? И тоа не е вечна битка на сите предприемачи, ама кога си предприемач си до крај. Да знаеш, и верувам дека многу луѓе го гледаат потенцијалот, некојаш се плашат да ризикуваат, некојаш многу ризикуваат. Јас сум бил во различни теми и различно сум ризикувал. Значи, некојаш стварно премногу, дури и непотребно премногу. Нормално финансиски се подразбира. А нема ниеден од нас нема некој што има 100% поврат на средства. Многу проекти сме загубиле.
И што кога се И сега, губи проект, како дома битката е секогаш многу треба поддршка од фамилијата, за да те разбере кога зимаш од маса која треба да биде, или средствата дома достанат, кога ги зимеш и викаш ова можеби за 5 години ќе вратам, можеби не. И кога ги зимаш, ти се кине срце буквално и викаш ја морам да инвестирам. И треба да те разберат. Тоа е еден момент кога семејството мора да разбере. Ако не разбира, тогаш кавгите се големи. Предприемачите Ама како да имаат се тежок донесе живот. паметна одлука каде што не ставаш се на коцка? Затоа што има многу случаи кај нас и секаде во светот, меѓутоа во Македонија особено сме слушале за такви примери или сме доживеале, каде што се губи и домашното и тоа од фирма, како да Се случува и избалансираш повеќе бизниси во исто време или Советувам Некако повеќе сигурно. бизниси во исто време кога имаш сериозен инкам од едно, како што кажав преска. А ако имаш, тогаш можеш да се развиваш и од други. Со време рутината во носење одлуки станува подобра и што викам јас се калибрира снајперот на правилни одлуки. Правилните одлуки имаат големо влијание, а тие се прават со многу анализи. Значи, тој што ризикувал нагло и изгубил многу, тој не правил многу анализи. Значи, јас конкретно вработување 2 години сајтот го правевме, а многу години се спремаше кои се наши целни групи, пристапот, маркетингот и така натаму. Сето тоа беше една добро смислена операција како добро да се направи. Истото го правам за секој проект. сега претпоставувам и за Data Masters, каде што работиш со податоци и како што кажа, доста имате и области кои што се во делот на вештачка интелигенција. И овие два бранови околу актуализација на податоците, повторно јас работам во здружение кое што се бави со податоци, меѓутоа така да ми е јасна моќта нивна колку е голема, меѓутоа сега станува многу поактуелна и кај нас. Од друга страна, веќе кажавме, вештачката интелигенција брзо, како преку ноги го менува светот. Како ги фаќаш брановите пред да почнат или на самиот почеток? Како знаеш во која насока ќе се движи? Истражуваш, Тоа е некое анализираш или... чувство кое што го имам развиено и ја цело време следам трендови. Ја можам и сега и за други индустрии да кажам веднаш, ако немам финансија, ама знам што ќе се случи и каде ќе се случи. Така да, ова беше мое лично, јас со податоци работам значи многу години. Следниот век ќе биде век на тој што ги има податоците од својата фирма, тој ќе располага со бизнис. Кој ги нема и не располага правилно, нема бизнис. Потоа доаѓаат човечките ресурси и потребите на луѓето. Толку станува побитно. Ако порано бил маркетингот и продажбата, сега станува располагање на податоци, па потоа човечки ресурси и потоа све останато. Значи ти ако имаш правилни податоци и правилно знаеш кај да ги усмериш, ти имаш и продажба, имаш све. Така да правилни одлуки ќе се носат во тој случај. Така е, нема веќе носење одлуки на база на емоции. Емоциите порано правеа вакви грешки како што спомна. Немам анализа, чувствувам ова ќе биде одличен бизнис. Еве пример. Дали знаете дека рестораните на пример се повеќе од 60% и повеќе од 60% значи не успеваат после првата година во цел свет. Тоа е просек. Како нормално е 60% од... Тоа е ненормално многу голем ризик. Значи, јас ги зимам парите на цела моја фамилија, се одлучуваме 150.000 евра да вложиме и викаме сега ќе направиме ресторан затоа што толку добри сендвичи знам ја да направам, толку е убав кој ќе го направам со не знам каков специјално сирење од Тоскана или не е битно, што сите ќе дојдат. И тоа е некое приватно емотивно чувство. Ама има ли кој да јаде? Сега. Јас на неколку места во Грција земе, сум видела прекрасни барови кои што седат празни цело време, затоа што, да речеме, таму оди одредена структура на луѓе која што не оди во такви барови, а од друга страна едно буткиче гиро што продава гази, или растура. Тоа така сакам да кажам, значи емоциите знаат да не помешаат. Во бизнисот треба со што помалку емоции. Не може без емоции, морам да бидам директен. Емоциите ни се најголем драйв, ама па со премногу емоции ништо не правиш од бизнисот. И дома имам ситуации каде што сум знаел да кажам,
Ко вадам Excel, правиме математика, па ја разочарување дека ова нема да успее, ама нема да успее. Бројките се или плюс или минус, кажуваат. За жал, Дали секој млад треба да размислува вака, да почне свој бизнис, дали тоа би го препорачал, или пак можеби некој не е за собствен бизнис, некој треба да биде одличен вработен, кој што ќе биде на цена. Милион пати сум го кажал, баш тој одговор. Све е легитимно. И да бидеш голем бизнисмен со многу бизниси, и да бидеш мал, и да имаш едно гранапче или едно гиро, и тоа е легитимно. Уште полегитимно е да бидеш и добар шофер во ЈСП, да бидеш феноменален на каса по Веро и на било која друга работна позиција. Имаше Битно добра е... паралела за мислите сите фудбалери да сакаат да бидат менаџери на тимови. Тогаш немаше да имаме Така такви екипи какви што имаме Така во да фудбал. битно е што и да правиш да си најдобар во тоа што го правиш. И све е легитимно. И треба да се поддржи секој што сака да работи. Значи, што би правеле ние без тие прекрасни луѓе на каса, што не услужуваат, не трпат тој притисок, така, што би правеле кога ќе ти се расипат кондурите, кај се кондураџите? Без нив што правиме? И секогаш оној што е најдобар му се верува. Така е. Нели го дискутиравме тоа и за вообичаено во месарите примаат високи плати затоа што кога ќе отидеш да купиш месо, сакаш да му веруваш на човекот во тоа што ти го Тоа е прода. интимна работа, нели? Можеш, гардероба е едно, веруваш, не веруваш, ако ти стои добро. Ама тоа што го јадеш ти значи. Месарот е срцето на било која продавница во ритейл бизнес, да речеме. И месарот Имаат мора добри да ти е... плати кај нас? Да, значи они се од некои информации што ги знам дека се движат од 50.000 до 1.500 евра. Значи тоа е буквално, се зборам за сериозните месари кои што си ја знаат работата и кои што водат тимови и така натаму. Тоа е една многу Така важна оние што те гледаат во очи, знаат и што ќе купиш и што ти треба. Едноставно ти кажува комши, нели, ова не е за тебе, ова е за тебе. Таа доверба чини тоа пријателство. Исто и Тоа со е продавачите, без Така, јас ќе разлика дојдам во уште кого- 20 и на пати ќе дојдам. пазар. Така е. Ја ќе дојдам уште 20 пати. Тоа е бизнис. Значи он ме натрал, направил долгорочна релација која што е бизнис. Што е потребно за да бидеш успешен кај нас во оваа економска Македонија? Или што е потребно за да бидеш успешен во македонската економија во поглед на дали како вработен, дали како бизнисмен, дали е успех, среќа, членска книшка? Значи било каде, не само Македонија. Македонија дури Од и библиотека среќна. да бидам само. Морам да кажам и дека Македонија дури и за некои работи и среќна. Затоа што со Волку недоволна писменост, дури и ние сме среќни што сепак имаме економија. За жал, немаме претерано едуцирани менаџери. Значи, немаме едноставно сега, еви да се земам се мене, никој не ме научил да дојде да ме научи. Ние сме си изградиле низ мака, нели? Но Тоа ни недостасува. Менаџери Така е. многу недостасуваат. Како се станува добар менаџер? Се станува со многу работа на себе, со многу дисциплина, со многу упорност. Затоа сега ќе направам паралела не само во Македонија, него ако сакаш да станеш добар во тоа што го работиш, прво треба многу упорност. Друго, многу дисциплина. Значи, и мене, кога бев млад, ми се искачаше и сакав да бидам сегде кај што се моите другари, ама не можев. Се бајлебев на работа. Значи, има многу работи кои што треба да речеш толку Те беше, доста разбирам беше. зашто во утринска работа. Значи, тоа е тоа. Едноставно ти мора да си свежа, нели? Сакала некела, ограничено ти е тоа што смееш ако ти е таква професијата. Така да, упорноста, дисциплината, ако направиш анализа колку време трошиш на гледање на телефон, например, денот на Инстаграм. Инстаграм не ми плаќа ништо на мене во животов, ниту струја, ниту вода, ниту кирија ми плаќа. Што имам јас да губам 3 сати денеска на него? Ќе си слушаш подкаст и ќе научиш Браво. нешто. Значи, и не мора да е подкаст, ќе читам книга, ќе читам нешто што ќе ме научи, кое што ќе ми биде применливо. Ме праша што е тоа што... Добро, има за волја на вистината се повеќе, затоа што младиве генерации се интересираат за тоа, се повеќе има едукативни содржини и на Инстаграм и на ТикТок, како сами да си ги побара. Значи, не може ние да губиме, сега го земав Инстаграм, ќе го земам и Фейсбук, не може ние да губиме време на кој што правил, кај се сликал
Се тоа славам, и тоа да ти биде нешто што едноставно ти го прави животот лош. Гледаш дека некој ужива, знаеш дека е лажно, и гледаш дека него супер, јас сум, гледаме кај сум, нели? И сега мене тоа Или треба ме само натера лоши да живеам вести, подобро. само- Не, или само лоши вести. Не, ќе гледам, ќе примам информации, само што мислам дека треба да ги примам како информации и ќе се фокусирам на тоа што треба да ми даде резултат. Значи, ако 3 сати губам на Инстаграм, а не со мојата фамилија, имам проблем. Апсолутно од имам проблем. слободното Значи, време. тоа сакам да кажем. Ќе спортувам, ќе се доедуцирам негде, кратки курсеви за ќе истражувам нови работи. Сакам некој проект, некој предизвик, некој хоби или така натаму. Се што те прави среќен, тоа ќе го правиш. Или кое што може ти донесе дополнителен приход. Така? И ќе те направи можеби Ме праша на некој како да начин располагаш со средствата. Да. Средствата е едно инвестиција, на друго и пасивен инкам да имаш ти постојано. Да стигнеш до степен да можеш да имаш од 2-3 места приходи е цела една филозофија која што не Ворен само Бафет збореше за сега. истото и не знам дали претходно го спомнав тоа, ама речиси целиот документарец му е посветен на тоа и континуирано објаснува дека е потребно, иако си инвеститор, иако си вработен, се едно дека поентата на финансиите е да знаеш да си направиш безбедност затоа што имаш повеќе различни Така е, тоа се вика да имаш портфолио на инкам. повеќе. Портфолио, Така е. Инвестициско Не- портфолио или друго. Не можеме, Какво и да е. тоа е една недостижна фигура со феноменални резултати во светот, кој не случајно го кажува Ама и ние во подсвеста веројатно сите луѓе кои што Сите се го имаме добри тоа, така го е, имаат тоа финансиски се добри, мислам, на успеваат. секој факултет, на секој заработуваат. економски факултет, прво што се кажува, не ги ставај сите јајца во Во иста кор. кошница. Така. Така да тоа е неслучајно е кажано и ако така размислуваш, така ќе размислуваш и за банки, и за банкарски сметки, и за бизнес, и за све. Но значи луѓето мислат, бидејќи во младите години не се препознаени како деловни луѓе и многу помалку шанси добиваат. Во тој момент они имаат повеќе време и тоа време треба да го искористат да се наметнат и да создадат своји кругови каде што ќе продаваат некаков производ или своји компетенции. Така да мора да биде присутен на сите места, на сите страни. Јас едно време се смеевме од фрижидер и почнав да излегувам. Тоа беше затоа што немав пари да платам маркетинг агенција и затоа што сватив дека е најевтино ја да се појавам. И Немав ете, избор, ама денеска тоа тоа е донесе одредени клиенти, партнери. Ти помогна што имаше жена во телевизија. Се Она шегувам. ме научи многу да како да дефинитивно како пред медиуми, дефинитивно многу ми помогна. Да, И се уште ме учи, она Да, значи, добро. И јас сум секој знае научила да доста миска, од неа, секој ми знае беше да- кратко уредничка и другарка ми е ден денес, така што затоа и го кажав тоа не случајно, значи пак си го искористил тој пристап до медиумите Незината што си го дисциплина имал. во медиумите е, значи, не сум видел такво нешто до сега. Значи, она се спрема за емисија по месец дена. И тоа не можам да не го кажам, кога таква дисциплина, некој да се спрема за една емисија месец дена, значи, за состанок да се спрема месец дена, стварно не ми е, ама стварно го прави тоа. Ништо не е случајно, така да, ниеден успех не е случајен. Ама и тоа е причината веројатно таа подготовка е од што ја сака работата, па ете ќе биде утре и успешна во тоа, инаку денеска Снеже најголем дел од луѓето ја знаат, ја гледале во еден, друг или трет проект или во сите, па тоа е веројатно затоа што имала љубов кон тоа што го работела, кратко да ја пофалиме, друг пат ќе си ја викне. да, безгранична љубов за тоа што го сака и она мислам дека си го ствари својот сон. И Она- јас исто. мислам И дека- посакувам среќа. Да, исто. И сега, за да привршуваме, можеме уште 100 години да зборуваме и веројатно и ќе се видиме некој ден и ќе си направиме уште многу муабети сите заедно. Сакам да ти го поставам прашањето со кое што го почнавме подкастот, што го врти светот? Парите? Не сум сигурен дека се парите. Не секогаш парите може да купат нечи сон. Може да мене, се потрошат и на слот машина. Дефинитивно. Значи, има луѓе кои не ги интересираат пари. И можда и јас сум еден од тие. Не го направив тоа од мотив за се што сум направил, може би останати некои бизниси, ама вработувањето сигурно не било заради пари направено, било направено за да има
некаков систем во државата кој што ќе помогне на луѓе што имаат мака. Вработување исполни својата цел. За жал, таа беше за татко ми почина, не можев да му помогнам на него, ама сватив дека болката за него требало да се случи за да помогнам на државата. Јас така го гледам тоа и од оваа перспектива сега вработување исполни својата цел максимално. Илјадници, стотици илјади луѓе поминале и биле среќни што нашле работа преку тој систем. Сега, парите се битни во бизнисот. Целите или идејата да се направи нешто? И јас, например, сакав да направам бизнис кој што нема да биде направен со луѓето да видат мака од тој бизнис. Тоа не смееше да биде дозволено. Значи, сакав да бидат среќни, па така да заработам. И некако така и правам за сите останати бизнеси. Мене тоа ми е девиза да ги насмеам луѓето, да ги усреќам, па ако е све во ред да заработам. Значи, не можам да ги разберам луѓето што даваат пари под лихва, например, што зимаат со мака што им ги зимаат парите. За мене тоа не е бизнис. Не можам да се променам во такво светло, него напротив ќе помогнам и ако некој е среќен, без разлика што и да работам, тогаш сакам да заработам честно и поштено. И така ме води таа идеја. Парите се битни за да обстанеме. Парите не се зло, напротив, парите се една... Како ќе се искористат напротив, средство? тие се создадени за да рангираат, да се направи некакво мерење помеѓу луѓето и нивниот труд. Нема ништо лошо тука. Значи, ако некој работи многу сати, тој заслужува да биде платен за многу сати. Се слагам, но имаме ситуации кај што луѓе се екстремно успешни. Така Например, би ги земала како пример дело од уметниците, кои што имаат исклучително успешни дела. Многу луѓе ги виделе, многу луѓе ги усрекиле и тие се фактички се успешни во тоа што го работат, а може би нема да заработат толку колку некој друг, така што кај нив веројатно не е само тоа мерило, ама успеваат да пренесат порака и може би и да останат бесмртни на тој начин. Периодов сега ги измеша малце правите параметри. За мене правиот уметник треба да е многу платен и тоа навистина некој ако е некој вичен да направи нешто толку прекрасно, треба стварно да биде ценет повеќе од некој што направил поедноставна работа. Но еве биткоинот да го земеме сега со ова модерно тргување со валути, биткоинот ги смени работите. Значи сега некој што имал и среќа заработил и направил многу пари. Направил огромна разлика и темите за биткоин и конкретно за уметност ќе зборуваме во некој од подкастите. Многу ми е интересна темата и можам доста да зборувам за биткоин, би продолжила. Само ги смени работите во што е навистина вредно добро да се плати. Тука некој имал и среќа и заработил многу. Значи, ама некој и многу изгорел пари. Така е. Тоа малце ги смени работите. Иначе, јас валутата ја гледам како една вистинска вредност за луѓе што се вредни добро да бидат платени. И мора да постои тоа. Како ако господинот камерман седи тука 20 сати, како ќе го вреднуваш со некој што доаѓа 1 сат, 2 сат? Не може исто да биде веќе. И нема потреба. Секој со своите вложени напори, нели? Така. А се надевам дека не го државме ни снимателот ни тебе долго заради нешто друго, освен да ги направиме луѓето среќни. Се надевам дека некој успе да научи нешто. Многу ти благодарам што дојде. Знам дека ние тука што сме сигурно научивме многу, а ќе видиме колку и ќе слушнат и погледнат младите и тие да научат нешто и да имаме сите заедно подобра економија. Фала што ме покани. Се надевам дека кажав нешто паметно, како што кажав на почеток. Ако не, тука сме, ќе се повториме, нели? Секако. Се додека не станеме попаметни. Благодарам многу. Се гледаме.